Молам да го испочитуваме колегата пратеник. Ве молам. Колеги пратеници, почитувана македонска јавност, од старт да расчистиме оти овие измени на предлог измени на Законот за енергетика се користат да се наметне некој наратив дека ќе има поевтинување на струјата, да расчистиме, тоа врска нема. Овие измени на Законот немаат врска со поевтинување на струјата, туку станува збор за спречување на покачување на струјата. Всушност тоа дека ќе има намалување на цената на струјата со овие измени не го пишува ниту во воведот и во образложението на законот, таму нешто сосем друго пишува. Конкретно за што станува збор? Според сегашната регулатива, универзалниот снабдувач со енергија, а тоа е Евана Хом, до 1 јули треба да основа нова фирма, ново друштво, да извади нова лиценција, и ако не го направи тоа, домакинствата ќе се префрлат од регулиран пазар каде што цената на струја е 60 евра по мегават, на слободен пазар каде што цената е повисока, тоа е 95 евра по мегават, значи ќе има повисока цена и за да не се случи тоа, сега ги правиме овие интервенции во законот. Друго прашање е зошто универзалниот добавувач, многу битно прашање, не стигнал да си ги исполни законските обврски согласно законските рокови и одлуки, а тоа е затоа што се чекаше согласно со Мицковски да се согласи дека Евана Хом ќе биде универзален снабдувач со електрична енергија, наместо тоа да го прави домашен ентитет, и затоа впрочем он во предизборието беше и на гости во Виена. Инаку, решението за поевтина струја е левичарско, тоа без дилема, да не се лажеме, и тоа предвидува дека во јавните услуги, како што е снабдувањето со електрична струја, не смее да има приватен интерес, како што тоа сега го има Евана, затоа што јавните добри услуги се оние минимум добри услуги што мора да ги има секој граѓанин за да има минимум пристоен живот. А за да ги има, тие мора да бидат подостапни, за да бидат подостапни треба да бидат поевтини, а за да бидат поевтини мора да бидат под капа на државата, затоа што приватниот пазарен интерес на газдите налага на крајата дравенката они да имаат профит. Тоа значи дека они во цената покрај тоа што ќе си засметат трошоци, мора да си стават и маржа за да имаат поголем профит, за разлика од тоа целта на државата е струјата да... Ве молам, не добацувајте од место. Имам 10 минути. Значи, за разлика од приватниот пазарен интерес, целта на државата е струјата да биде поевтина, односно да биде подостапна, и затоа државата нема да става толкови маржи и по автоматизам ќе имаме по-ниски цени на струја и подостапна јавна услуга, но со оглед на тоа дека ова собрание избра десничарска влада, јас во догледно време такво решение не очекувам да има. Што се однесува до законот, ние ќе го поддржиме затоа што народот нема што да страда поради игрите на Мицковски со газите на Евана. Благодарам.